Фотографија. Една од поновите визуелни уметности, осмата на листата уметности по филмот и пред стрипот. Филмот го добива статусот на уметност во 1911 година, а фотографијата, иако постара од него, малку подоцна. Кога во 1839 година французинот Луи Дагер го представил својот изум наречен дагеротип, првиот уред кој поаѓајќи од првичниот труд на Жозеф Ниепс овозможил добивање фотографии врз површина од полирано сребро, сонот да се создаде слика која ќе биде вистински двојник на светот, конечно станала реалност. Фотографот е уметник кој успева многу вешто да улови разни ситуации со својот објектив, да зароби мигови од времето и просторот и да ги овековечи на една фотографија. Таков еден уметник е Роберт Јанкуловски. Роберт, добре дојде. Добре најдов, благодарам. Како си? Одлично. По патувањата во Америка, каде беше пред некој ден пак некаде? Да, во Атина, во Грција последно беше. Во Атина, да. тоа беше исто изложба направи? Тоа беше изложба на сопругата, јас бев возач и Моника. техничка поддршка на Моника, да. Така, добро. Ке ми раскажеш после да. за тие. Кажи ми, ти почна, односно дипломира на факултетот за драмски уметности, дипломира на одсекот камера, така? Да. И потоа имаш магистрирано и на ЕСРА факултетот, каде што претпоставам исто за камера или? Камера, да, точно, на одделот за камера. Кажи ми, како дојде до ова да работиш токму камера и потоа фотограф, нели? Ама, ајде, студиите. Па, не е потоа, туку е пред тоа фотограф. И јас отидов на факултетот за драмски уметности, јас сум прва генерација камера, 92 година која се отвори камера и монтажа. И јас пред тоа се занимавав со фотографија доста активно, така да изложував низ цела тогашна Југославија. Желбата да се студира фотографија не беше можна, затоа што тоа требаше да биде надвор од Југославија, бидејќи во Југославија фотографијата се изучуваше во Загреб исто на катедрата по камера, каде што како дел предмет од снимање, во Белград на применета уметност како дел од катедрата по графика и никаде на друго место. Во Скопје 92 година се отвори камера, така да имавме ние 2 години предмет фотографија, јас поради фотографијата отидов на камера, но подоцна сватив дека и камерата и филмската фотографија доста ме интересира, е интересна, иако изгледа слично е фотографија едното и другото, но филмската фотографија, подвижната фотографија е многу различна, структурно различна од онаа статична фотографија која што ја изложуваме. Така да, поради фотографијата, јас отидов на камера. На камера да студираш. Фотографијата е нели оној уметнички производ добиен од секаде е нели објаснато како техника која што е се добива со трајна слика, нели со помош на светлината, односно ја ловиме светлината и со помош на неа оставаме запис. И така и самиот збор фотографија, нели значи запис со светлина. Кажи ми, дали како почна ти да го гледаш светот низ објектив и да ти биде тоа страст? Јас мислам дека секој уметник, или со која што професија човек се занимава сериозно, дека многу одамна знае што ќе работи. Така да јас некаде од својата 14-15 година знаев дека ќе се занимавам со фотографија. Почнав во Прилеп, каде што живеев до својата 20 година, во фотоклубот во Народна техника во Прилеп и бев мислам сигурен дека понатаму јас ќе бидам
уметник кој што ќе го користи фотографскиот медиум како изразно средство. Значи немаше дилема што понатаму да биде. Иако тоа студирање беше малку комплицирано во тоа време, не знам, тоа е она која ќе кажат талент и работа. Талентот според мене е таа желба или тој интерес кон нешто. Поттикот само за да тоа е тргнеме талент, и а потоа сето ти друго треба е работа. Значи, јас постојано фотографирав, постојано читав за фотографија, списанија, книги кои што можев да ги најдам. Посетував изложби, патував низ цела Југославија поради некоја фотографска изложба во Белград, Загреб, Нови Сад, каде што ќе слушам дека има некаква изложба. И така да секој се чувствував како фотограф, како уметник фотограф. И тука немаше дилема што понатаму, така да од секојаш можам да кажам дека сум се занимавал со фотографија. Така и те најавив како фотограф затоа што иако знам дека заврши камера, си ми фотограф и тоа ти е првичната. Па долго време јас не работев филмови, не работев со филмска фотографија затоа што фотографијата е повеќе индивидуална уметност. Филмот е една колективна уметност каде што директорот на фотографија не е споредна улога, една од главните улоги, но сепак една од улогите. А во фотографијата која правите вие изложбена фотографија, кога учествувате на изложби, кога создавате дело, тоа е целосно ваше дело. И поради тоа јас сакав целосно да имам контролата на врз делото. И затоа долго време работев само фотографија, но подоцна како што се развивав, нели како што минуваа годините, почнав да соработувам со други режисери, па така. Кажи ми, мислам дека поновите генерации не ни знаат дека постоеше филм за развивање фотографија, односно негатив, па од негативот да се извади позитив фотографија. Ти претпоставам нормално имаш работено со се и сам имаш развивано слики. Епа тогаш, прашањето ми е дали имаме загуба или имаме поголема добивка од нели оваа нова дигитална фотографија? Па немаме загуба. Тоа е исто, сега живееме во едно дигитално време каде што се е дигитализирано. Значи под секојдневниот живот. Така да нема бегање од тоа. Инаку јас сум нели дете на таа класична или сега овој термин се воведе аналогна фотографија, нели? Тоа е еден нов термин после појавувањето на дигиталната фотографија. Цела моја онаа кариера каде што јас се создадов како уметник е во тоа аналогно хемиско време. Дигиталната фотографија само го забрза и го поевтини процесот на создавање на фотографија. И можеби единствено што изгубивме е тоа чувство на изненадување. Јас се уште развивам филмови, развивам фотографии, работам, но тоа многу малку. Се уште имам некаков страв пред да ја отворам дозната кутијата што ќе биде со филмот. Иако сум 100% сигурен дека нема грешка никаква. Но тој момент на изненадување во дигиталната фотографија го нема. Го немаме, затоа што ние фотографираме и веднаш гледаме што сме направиле, така да... А она беше дали е филмот осветлен, па дали се уништил целиот. Таа магија на фотографијата кога од бела хартија вие ставате во една течност и од бела хартија полека се создава слика. Тоа е нешто волшебно, навистина. И е тоа чувство, таа возбуда ја нема со дигиталната фотографија. Да, затоа што не е додека сликата ја гледаш фотографијата. Па ја гледаме веќе, се знаеме што е, како е, нема момент на изненадување, не постои тука. Споменав дека фотографијата е како уметност подоцна појавена, нели, односно на номенклатура на да ја добие уметност. Дали мислиш дека она што денес се прави со мобилните телефони, кои што имаат совршени камери, нели некој од нив, е вид уметност и дали може да се носи со вистинската нели фотографија која што се прави со професионален фотоапарат? Па веќе нема разлика помеѓу фотоапаратите и дигиталните и телефоните. Затоа што овие најновите телефони се со навистина одлични камери. И сега тука е пристапот, сериозноста во снимањето.
Иако многу мислат дека сега фотографијата е многу популарен медиум, сите фотографираат, се прават вакви такви фотографии, фотографијата, таа креативна фотографија не е многу отидена напред. Тоа е исто како да ја споредиме со поезија. За поезија што треба за 5 зборови да напишеме? Еден молив, едно парче хартија и имаме хаику поезија или еве малку подолга форма нека биде. Но никој не сме поети, нели? Иако пишуваме и сега на Facebook колку глупости ние пишуваме некои мисли наши, не влегува во поезија, не влегува во литература тоа, така да и овие милиони, милиарди фотографии секојдневно што се продуцираат не влегуваат во никако во фотографија, во таа уметничка, еве да ја наречем, иако го избегнувам тој термин. Така да, инаку со телефоните, секако дека телефоните се еден вид на фотоапарат, само треба сериозен пристап да имаат оние што ги користат тие телефони. Да не биде автоматски наместен, да може да се фокусира. Тука веќе и самите апарати се автоматски. Значи и во црно-белата фотографија постои автоматика. Во тие сетинзи кои ќе кажа нема фотошоп, не може да нема фотошоп, да нема обработка. Самите поставки на апаратите, на телефон, било што фотографијата директно. Таму постојат поставки, било какви. Така да, главната работа е во идејата, во пораката што сака фотографот да ја покаже. Нели фотографијата се дели на многу различни видови. Имаме академска, антрополошка, воена, пейзажна, документарна, модна, еден куп. Нели под категории на фотографија. Ти реши да работиш со концептуална фотографија, да работиш фотоинсталации, документарна работиш и пейзажна, ако не се лажам. Каков беше патот? Од каде почна со фотографијата? Што најпрвен почна да фотографираш? Па, сега кога ги гледам тие мои стари работи, тие први работи, се повторно се пейзажи. Значи, мене, ако направам некој пресек, ме интересира пред се фотографијата. Инаку тематски која одиме, во моите работи ќе видите дека има многу различни теми, различни жанрови фотографски. Сум користел и портретна фотографија, урбана фотографија, експериментална фотографија, фотоинсталација најмногу, значи со тоа сум влезем по овие колекции на музеи и галерии. Пейзажната фотографија можеби ме следи најдолго време, иако јас пейзажите не ги користам, односно не ја користам таа убавина на Македонија, например да се покажат убавините на Македонија, па често да се нашминкаат, да се дотераат како што не се, но јас ги користам, ги прикажувам документарно овие пейзажи какви што се убави, грди, какви и да се, но тоа е една документарна пейзажна фотографија, така може да ја дефинираме. А инаку, тоа ми е најтешко прашање, што жанр фотографираш? Затоа што јас фотографирам многу жанрови. Мене ми е пораката, приказната, начинот како да се дојде до крајниот резултат многу поважен од она што фотографирам. Така да, ако фотографирате вие, ако направите некаков свој стил и сега цело време фотографирате едно те исто, тоа е малку досадно и тука влегувате во маниризам и вие не одите напред, само во место се вртите. Убаво е тоа, убава фотографија и имате вие 1, 2, 5, 100 убави фотографии. Толку е тоа. Ако уметникот не чувства дека оди напред во фотографијата и не е тој задоволен, односно креативно задоволен од она што го прави, веќе тоа е занает. И тука е таа занаетчиска, иако има занаетчиска фотографија во полето на уметничката фотографија, каде што вие знаете што правите, тоа е една комерцијална уметничка фотографија. Јас сакам да одам малку да експериментирам, да истражувам и не ми е важно. И мртва природа сум работел доста, макрофотографија сум работел, акт фотографија, значи сите жанрови ги имам работено. Сега зборувам за производи кои што јас ги имам изложуван.
А има многу работи кои што за себе што не за себе, или не се изложени, не се представени на некаква групна или самостојна изложба. Тоа сега да те прашам, имаш направено безброј самостојни изложби или би сакал повеќе да имаш? Да, тоа видете, кај нас за наши услови тоа се голем број, преку 40 и нешто, сега не се сеќавам точно на бројот, но во светски услови тоа не е за еден сериозен зрел, возрасен да кажам, фотограф, возрасен уметник со толку години како што имам јас искуство, тоа не е голем број на изложби. Но за македонски услови тоа е навистина еден солиден број на изложби. Да, кај нас нема толку многу често и толку многу нема, и затоа што изложби на фотографија. Кај нас самостојните изложби се само трошок. И групните изложби се само трошок. Ретко од тие изложби може да се не да се заработи, него да се вратат трошоците што сте ги вложеното да се направи. И затоа доста мои колеги избегнуваат да прават самостојни изложби, затоа што навистина треба, не може тука да има некаква импровизација. Или не смее да има импровизација, бидејќи вие се представувате. Значи, мора секојаш да одите максимално она што вие може да го направите. А сега дали е тоа добро или лошо, не зависи од вас, ама вие да го дадете максимумот и од продукцијски аспект, а и од креативен аспект. Се продават ли кај нас? Имаме ли некој пазар каде што како уметнички дела, слики зборувам, што се продаваат или малку побавно? Исто како и уметничките слики во Македонија. Значи, оние прави уметнички слики не се продаваат, кои што се по биеналења, по големи изложби каде што се изложуваат, или имаат некои откупи од музеи или галерии. Се продава и во фотографија се продава оние сувенир фотографии, како сувенир слики, што се одите некаде на роден ден, па иде една слика уметничка од 5000 денари, цвеќе или пейзаж направено или не знам некаква абстракција. На тоа ми се дали некој такви фотографии се јавува и купува, вели, јас не продавам. Не продавам тука такви фотографии затоа што тоа не сакам да правам такви фотографии. Затоа што тоа девалвира фотографијата. Имам продадено надвор од Македонија неколку инсталации што се во колекции на музеи, во приватни колекции, кои што се стварно добри работи, за кои што јас како автор стојам. А пазарот уметнички за фотографија е на исто ниво како целиот уметнички пазар, не само во Македонија, туку и на Балкан. Кажи ми, кога правиш нели самостојна изложба или групна, предпоставувам дека има огромна разлика, ма дали на групната можеби ќе се истакнеш повеќе како луѓето да те одвојат од другите, или е подобро да се направи на самостојна и да бидеш само ти присутен додека луѓето ја посетуваат изложбата? Па тоа зависи од групната изложба каква е. Значи, зависи кој е куратор на таа групна изложба, кои уметници учествуваат на таа групна изложба, која е темата на групната изложба, каде се одржува, дали имаш доволно простор креативно да се изразиш. Јас имам учествувано на голем број групни изложби, така да се уште учествувам на тие групни изложби, таму е многу убаво, затоа што твоите работи па не да се споредуваат се подобри или полоши, но се споредуваат со другите автори како поинакви. Да, значи, на тоа ми она се што јас сакам, учествувам доста и на групни изложби, а самостојната изложба е она каде што, како ова што кажав за фотографијата, вие сте одговорен, иако и тука правиме доста компромиси, бидејќи е многу скапо да се направи една продукција, која ќе влезете во една галерија да кажете вау, колку е добро сведено и добро направено се. Да. Затоа што гледачот, посетителот не ја гледа само фотографијата, туку ја го гледа целиот амбиент, светлото од зидовите, подот, дури и овие насловите за фотографиите, насловот на изложбата како е поставено. Значи, целосно изложбата е, фотографијата е една работа, да се направи добра фотографија, 1, 2, 3 или 20, а друга работа е да се направи изложба. Тоа се две различни дела кои што
се создава. Да, целиот ефект оној визуелен што јас исто кога влегувам на изложба забележувам се дали авторот е опишан на овој зид или на овој зид, и дали е на стакло, дали е многу важно е затоа што тука се гледа сериозноста на авторот. Значи сериозноста кон својата работа. И пристапот кон целата бидејќи јас сум изложба. И во моите дела јас секогаш одам креативниот момент да не заврши само со притискање на копчето на фотоапаратот и готово, кој сака како сака да ја прави таа фотографија, јас сум го кажал своето. Јас оставам да докажам уште нешто во самата галерија. Дали тоа е со боја на зидот што ќе биде, или е со форматот, или е со осветлувањето, со начинот како ќе бидат представени фотографиите. Значи сакам до крај креативниот момент да го контролирам или да го прилагодувам според просторот. Бидејќи една изложба многу различно делува во различни простори. Сигурно. Што ти предизвикува, например, да си кажеш, сега да имав апарат, ќе го сликнев ова, или секогаш не ја носиш секогаш, некој носиш секогаш апаратот, или само си посветено на ке денеска сликам ова, утре сликам тоа? Па или тоа со мобилен јас не сум од оние, сега секогаш имаме апарат, јас претходно не сум од тие фотографи кои што секогаш не одат никаде без својот апарат. Тоа е можеби добро за новинските фотографи, за фоторепортерите, за да не... Јас не сум се, иако сум работел и по вестници, по списанија сум објавувал, но не сум работел новинска фотографија, сериозно, онака да имам работено. Избегнувам тоа, некојаш ми е криво што неам добар апарат со мене за некакви моменти кои што се дел од приказната што во моментот ја работам. Не сум од оние фотографии, мислам и тоа дека сите сериозни професионални фотографи треба така да работат, затоа што не треба ние да трчаме, сега види ова цвеќе какво е убаво, па види кучето, па рибата тука, па птицата, па не знам што, тоа бабите со мобилните телефони треба да го прават. Така да ние треба тоа е исто како да пишувате роман сега. Види убава девојка, сега ќе напишам 2 страни за убавата девојка. Па некој дедо паднал за дедото што паднал, па некој дете нели плаче, па за детето ќе напишам 5 страни и на крај вие што имате, немате роман. Нели треба да бидеме посветени, насочени во она што го истражува. Имаш освоено награди бројни исто, нели, за фотографија. Има ли некоја што е најважна и што се стремиш кон таа или некоја ти е посебно драга? Само момент, кој бе? Да, последна што е таа стручна награда надвор од овие другиве, нели, за она работа што ја правиме. 2000-та година, мислам дека добив Национална галерија на Македонија имаше конкурс за награда за зрел, кај што влегувам со своите години јас, и млад уметник. И на тој конкурс јас ја добив наградата за зрел уметник и таа е една посебно драга награда затоа што во жири беа луѓе надвор од Македонија. Беше еден професор и историчар на уметност од Белград, една кураторка од Словенија, или куратор беше од Словенија, не се сеќавам, и од Приштина. Значи луѓе кои што ние лично не се познаваме. И така да само проектот, работата што конкуриравме, врз основа на тоа не оценува, така да јас ја добив таа награда, што после тоа резултираше со самостојна изложба во Националната галерија и тоа ми е така една драга награда затоа што да не кажам дека е објективна награда. Иако сите награди што се добиваат горе-долу се објективни, ако е тука жирито сите може на некој начин не да реагираме, да интервенираме, туку ме знаат мене од други пријателски некои контакти, па од други места, од ваму, од таму, ради почит, ради ова, она, па може да ја дадат наградата, па има или нема смисла, или не ме сакат, па нема да ми дадат награда. Имаме, нели, сите се сакаме, пола не се сакаме, но ова беше една, јас ја толкувам како една објективна награда, затоа што навистина тие луѓе што јас ги ценам, ги знам кои се што се, но лично со никој од нив не сум ни соработувал на никаква изложба и не ги ни познавам лично. Така да, еве, би извел таа зрел уметник што
нели? Кажи ми, што значи за сите други фотографи Македонскиот центар за фотографија? Ти си основач и... Да, тоа е Македонски центар за фотографија со Моника Мотеска, мојата сопруга, го формиравме 2000 година, веќе 25 години поминаа. И главната идеја на тој центар беше да се истражува старата македонска фотографија. Затоа што кај нас не постои се уште државна институција која што ја истражува старата македонска фотографија и која што истражува фотографијата било каква. Во тој центар ние успеавме да направиме не една од најголемите, но најголема колекција во државата на стари, оригинални, стари стаклени плочи, негативи и фотографии. И една главна цел која што јас полека веќе губам надеж дека тоа ќе се направи, бидејќи годините поминуваат, никој не е многу заинтересиран за тоа, е да се формира музеј на фотографија со стална поставка, затоа што ние имаме и текако што да кажеме на полето на фотографијата. Да, тоа би било убаво. Ние се трудиме секоја година да направиме по некоја изложба на одреден фотограф кој што работел почетокот или средината на 20-тиот век, да го публиката да се запознае со творештвото на тој автор, но навистина тоа е доста чини и цело време ние бараме од ваму од таму некакви средства за сето тоа да го реализираме. Јас не губам надеж, нели, онака целосно, но сепак малку тој елан кој што на почеток го имав, кој дека ние ќе направиме ова, па луѓето ќе речат еј браво, ајде сега да се формира нешто посериозно. Тоа се уште не е случено, но не значи дека нема да се оствари некаков центар за фотографија. А инаку со другите фотографи што користат, ние правиме доста курсеви за фотографија. Од сите области, дигитална, црно-бела фотографија, што е доста интересно, има доста интерес за таа класична црно-бела фотографија, каде што развиваат фотографии, студиска фотографија, портретна фотографија, модна фотографија, така да доста луѓе кои што аматерски се занимаваат со фотографија, ги продлабочуваат своите знаења во овој центар за фотографија. Преубаво. Се надевам дека ќе има, некој ќе не чуе во емисијава дека може би ќе сите знаат. Сите знаат за тој центар, што така да нема треба некој да се изненади. Не само за центарот, зборувам и за музеот, да се отвори, знаат, сите што да треба се отвори музеот. Така да ма никој не реагира нешто специјално. Инсталацијска уметност е нели жанр уметнички на тридимензионални поставувања, најчесто е врзан со просторот, се користат разни материјали, природни, се користи светлина, се користи звук, нели се. Ама идејата е да се пренесе некаква порака најчесто со една инсталација. Ти работиш со инсталации, се твоја специјалност? Да, јас долго време фотографијата сакав да ја проширам, односно да излезам од таа дводимензионалност на фотохартијата што е. И секогаш моите фотографии ги користев како дел од некои просторни инсталации. И се уште, кога работам повеќе слоњо се гледаат моите изложби што ги правам, така да често пати во фотографските изложби користам и видео, некојаш користам и стари фотографии на стари мајстори, па ги споредувам со моите фотографии, ги ставам во некаква нов контекст, каде што се добива нова приказна. Така да, инсталацијата можеби е од овие уметнички медиуми најмногу ми лежи, најмногу како изразно средство, како медиум сум го користел тој вид на уметничко дело. Иако во моите фотографии, например, јас не сакам многу да ги обработувам фотографиите. Сакам да ги користам на еден документарен начин, значи документарната фотографија да ја прикажам на еден поинаков недокументарен начин, поуметнички начин. А што се случува кога, например, во тие поставки, нели музејски или во привремени поставки имаме инсталации кои што луѓето не ја разбираат. Има инсталации каде што ја гледаме и велиме и сега. Па тука е битно луѓето да се едуцираат малку повеќе. Тоа сега да прашам. Исто во математиката, јас кога ќе видам равенки или нешто се разбирам. Ако ќе видам некоја посложена
задача јас не ја разбирам. Исто во медицината, основните работи ги разбираме, комплицираните не ги разбираме. Така да не биде арогантно, да не бидам сватен од гледачите дека не треба да ја спуштаме уметноста, него треба да ја едуцираме публиката, да издигнеме публиката. Јас не сум на уметноста за сите, да, но сепак мора малку тие правила, значи не може се човек кој што прв пат е во музеј или во некоја галерија било каде и тој доаѓа и се да му е јасно. Не може. Значи на фудбал да гледаме, прв пат ако одите да гледате фудбал, нема да биде јасно зошто судијата свирнал и зошто е прекинал играта. Зошто е прекинал играта. Значи треба сепак некои правила да се научат, да се знаат, така да има, а има инсталации кои што навистина и мене не ми се јасни. Колку тоа знаме нели авторот колку успел да го прикаже. Тоа е таа уметност која што колку е кај нас застапена уметноста како предмет во училиштата за да можат луѓето односно децата првично да се едуцираат. Па мислам дека се уште остана тоа 2 часа неделно да имаат кај нас цртање најверојатно, да. И сега тоа многу е лично зависи од самите наставници и професори по уметност. Има доста професори, на пример, кои што децата ги носат по музеи, по галерии, па каде што ги запознаваат со уметност. Па таму да сликаат, да цртаат, да гледаат, им објаснуваат некои работи. Тоа е многу индивидуално. Ама тоа од неколку професори, наставници кои што имаат такви афинитети, ама не би требало тоа да биде дел од наставата, нели, како обврзан дел. Па тоа е и да е дел од наставата, некои наставници ако тоа не сакаат да го направат, ќе го заобиколат. Така да многу е важно. Ќе се најде начин како тоа да се заобиколи. Имаме една огромна културна глобализација. Сега таа глобализација ни овозможува нели размена на вредности и традиции меѓу земјите, но и еден проблем, автохтониот дел многу пати оној нели личниот белег на една земја може да се загуби во тој процес на глобализација. Па да дојдеме до оној момент сите да бидат еднакви. Сега нели целиот овој туризам што го имаме, па дури и културен и пристапот до информации на интернет, што мислиш? Имаме позитивни и негативни страни околу тоа, еве во поглед на фотографијата? Тоа повторно зависи индивидуално. Од авторот и од Па не само од авторот, не зависи од целата популација. Затоа што благодарение на таа глобализација и на тоа ширење на идеи, ние знаеме за фотографијата. Така дојде на фотографијата тука, од времето, е позитивно. Зависи како тие информации ние ќе ги употребиме или злоупотребиме, колку сакаме ние нашето автохтоно да го прикажеме надвор или колку сакаме да земаме други елементи, тоа зависи многу индивидуално и од самите уметници, а и од популацијата што е. Јас само единствено не се сложувам дека се што правиме, ние треба да правиме за привлекување на туристи. Не особено апсолутно. Не, знам дека него тоа некојаш се подразбира дека сега да направиме да ги покажеме со фотографија убавините на Македонија за да дојдат туристи. Јас не го правам тоа. Значи јас се прикажувам реалноста ако сакам да ја покажам или покажувам било што. Уметноста треба да биде да не биде рекламна. Така тоа се нели комерцијалниот дел, така комерцијализација. Тоа се има еден дел кој што е туристичка фотографија или сувенирска. Сувенири, тоа не е ни уметност. Нели тие секаде ги има, тоа цел свет. Сега цел свет нели патуваме за мали пари ефтино наваму натаму секаде се и се што гледаме, доаѓа тука, одат тука, но мислам дека уметноста што е направа, уметност треба малку да самата да се избори и уметниците да се изборат, да не влезат во тој тек, во таа машина и да бидат сомелени, да ја снема. Но сепак јас како гледам на уметност, да ја прикажеме нашата држава, значи сите што ја сакаме нашата држава да ја прикажеме, но не да ја фалиме над од она што е. По секоја цена и да биде цена, затоа што луѓето се свесни сега. Веќе кажавте, сите се знаат за нас и како што ние знаеме за на друго место. Така да таа глобализација е неминовна. Јас не ја сакам многу, затоа што
не сакам на пример кога ќе отидам во друга држава да видам нешто нивно. А сега да не биде се претопено на во пример едно, одиме во Сиднеј пред некоја година или во Њујорк или било каде вие влегувате во некој мол, нема разлика дали сте во Сити мол или во Истгејт или во Сиднеј, затоа што продавниците се истите. И истиот распоред е на продавниците. Истиот тие распоред брендови и големи. речи си истата цена. Истата цена, истите чоколади, нема она дома што да им донесете на децата, затоа што тоа го имаме и тука, од прилика се има нели некои работи, но таа глобализација веќе е претерана. Ние живеевме во друг свет, Па, каде што кога ќе ни донесеа чоколада од Па, секако од странство или беше доживување. Фотографија како уметност во филмот, односно директор на фотографија и камерата која што е една од најбитните елементи можеби во еден филм. Што представува за тебе, колку таа те привлекува како работа? Имаш снимено, односно си корежисер на некои филмови, во глава ми е Патот на Локумот, потоа имаш, што беше, Паркот? Да, Паркот се тој голем игран филм сега треба да излезе. И Ах, љубов моја, на Коле Ангеловски. Тоа го правевме, но јас повеќе исто како директор на фотографија соработувам со други режисери, но и тука имам направено некои работи, 2-3 филма каде што јас, документарни филма каде што јас сум целосно, да не кажам автор, бидејќи има тука монтажа, дизајн на звук, музика, други луѓе кои што се вклучени. Но тука јас би го извел тие мои филмови Манаки приказна во слики, кој што е документарен филм кој што крајната верзија беше 2019 година направена. Јас на творештвото, на фотографското творештво на браќата Манаки работев преку повеќе од 20 години на истражувањето и ете би го извел тој филм затоа што навистина тука неколку години активно го создававме со екипата што работевме тој филм и навистина сум многу задоволен бидејќи на секаде каде што го прикажуваме тој филм има одлични реакции како е направен. Кажи ми, кога снимате еден, еве велиш соработуваш со други автори, значи соработуваш со друг режисер, фотографијата како ќе изгледа во еден филм? Е поегаш од сторибордот на филмот, од идејата на режисерот или внесуваш и велиш јас сакам ова сепак да биде вака? Па кога се работи голем филм, ние се уште сме, нели немаме таква сила како директор на фотографија да кажеш јас сакам вака да биде и да се промени се според фотографијата. Бидејќи тука работиме на нискобуџетни филмови каде што гледаме како директори на фотографија не да ја исполниме желбата или да ја реализираме идејата на режисерот, но сепак да останеме достојни, односно да не се срамиме од нашата работа. Значи, затоа што во играните филмови во Македонија се прават многу компромиси. Бидејќи навистина тоа се мали пари за филмови, условите кои што ги имаме за работа многу брзо се работи и тука се главен исто еден од главните улоги е сценографијата во филмот, зборувам се од страна на фотографија, сценографијата, светлото, значи директорот на фотографија соработува многу блиску со мајсторот на светло кој што е и многу зависи од режисерот. Дали режисерот колку сака таа соработка да биде, односно колку на режисерот му е важна фотографијата. Да, и да му даде слобода на нели директорот на фотографија. Колку сака режисерот да посвети време за да се направи добра фотографија. Имаше една одлична фотографија во Маврово на почетокот на Ах, љубов моја, каде што поаѓа од горе, доаѓа до хотел Радикан или каде што ви е снимано. Пред да ти поставам уште неколку прашања, сакам да ти подарам една моја книга. На Моника сигурно многу ќе се допадне, ако не тебе. Благодарам. И сакав да те прашам приватно, каков си приватно? Еве ова ние се што кажувавме досега беше каков си ти во својата професија. Најдобар сопруг и родител. Така.
Да се трудам, мислам, Сопруг, сосед, сосед сум, пријател. член на куќен совет и така. Што сакаш да Не правиш? знам, приватно се трудам, да, јас на факултет, нели, со студентите. Заборавив да со споменам тоа си. дома, па се трудам да бидам окей. Каква е твојата работа како професор? Имаме уште многу малку време како професор сега си на драмскиот факултет. На ликовна, на факултетот на за ликовна, ликовни така, уметности. на факултетот за ликовни уметности и предаваш. Па да, таму веќе пред 2-3 години предметот фотографија е задолжителен предмет за сите катедри, за сите оддели и во втора година се учи, така да јас сум доста задоволен од тоа како студентите се посветени на работата, иако фотографијата не им е примарен медиум или во изборот на нивната професија, но условите се одлични за работа, така да со колегите соработуваме, правиме се од 20 до 27 јуни правиме летна школа на тема пейзажна фотографија во Лазарополе. Минатата година имаше звукот како дел од пейзажот, беше летната школа, сега е фотографијата тема, така да таму ќе работиме. 29 и 30 мај сега ни се завршните изложби, каде што ќе имаме и една фотографска изложба да покажеме што оваа година Има на факултетот? Да, едната изложба е едниот ден е во Сулијан, затоа што факултетот е на Педагошка академија и во Сулијан во Чаршија. Едната вечер е на Педагошка академија, а другата вечер е во Сулијан, така да таму имаме две галерии. Да знам дека во суштина работилниците претежно се во Сулијан, нели на па има поделено е, Да. значи на 3 места. На Педагошка академија се вајарските ателјеа и сликарските, графика е и цртање во Сулијан, така да имаме таму добра галерија. Сега е графичката изложба поставена во Педагошка имаме одлична галерија, така да за брзо време ќе бидат покажани резултатите од оваа година што направиле студентите. Се надевам дека и студентите до некаде се задоволни со мене, затоа што се трудам да бидам искрен во пристапот, во работата, односно да им кажам се што јас сум што сум поминал и како јас ја разбирам фотографијата, а од друга страна пак и технички да ги научам, затоа што тоа е целта. За жал не останува уште многу малку време. Ке споменам само уште за оној дел од уметничкиот израз дека е еден од најважните начини за споделување на емоциите, на чувствата на еден уметник. Постои колку што постои човекот, нели? Ако почнеме уште од кај нас се вика карпеста уметност, мислам, нели, пештерската уметност, од Алтамира, од Брандберг, нели, имаме пештерска уметност. Сакам да ми кажеш уште што сакаш ти да им пренесеш на луѓето кои ја гледаат твојата уметност и како да ја негуваме повеќе уметноста? Па јас со секоја изложба пренесуваме различни пораки. И јас сум еднаш прочитав кај еден уметник, фотограф, дека кој го прифатив како своја изјава, што доста се сложувам со тоа, дека уметниците не треба да даваме одговори на нештата, туку треба да поставуваме прашања за јавноста да почне да бара одговори на тоа, на некоја и да учествува на нешто, во уметност. и да учествува во уметноста. Полека треба уметноста да ја негуваме, односно да ги едуцираме младите што од мали нозе. Еве сега, например, во МОМА или во Метрополите, не знам кај беше, цели оделенија, па да може би од градинка беа деца, дојдени пред некоја слика со куратор од кустос од музејот, со нивните учителки, земаат, цртаат, им раскажуваат приказни на тоа ниво кое што тие може да разберат. Тоа веќе почна и кај нас во Национална галерија да го работат, во Музеот на современа уметност да го работат, така да од најмали години ние треба да ги едуцираме децата дека а не да ги учиме дека ние како уметници сме штеточини за државата, дека ние само земаме пари, не враќаме, дека ние, инаку тоа сите би можеле да бидеме трговци, значи ако трговците мислат дека се најпродуктивни или не знам што се да бидеме, така да се што постои, нели, од уметници, механичари, фризери, за мене не треба, нели, и друго се е потребно. Така да полека треба да се едуцираме во сите тие области, не да бидеме тоа,
него да ги почитуваме И другите. да ги негуваме. Да ги негуваме, да ги почитуваме, да ги разбереме до крај, до некаде. Ти благодарам многу за учеството. Благодарам, исто ми беше задоволство. Исто и мене. Пријатна вечер ви посакувам. Се гледаме во следната недела во новата Трафика.